И за крај, како што веќе ви најавив, крајниот дел од емисијата резервиран за доктор Слободан Дамјановски, неврохирург од Систина. Добро јутро. Добро утро, поздрав до гледачите. Темата, вака кој ќе ја погледнеме ние лаиците, малку ми делува премногу сложено, ендоскопски интервенции во неврохирургијата, но за да стигнеме до неа, малку ќе се вратиме наназад. Односно, она што барем сите го знаеме, а тоа е дека неврохирургијата бележи страшен развој во позитивна смисла. Предпоставувам и дали е тоа поради развојот на технологијата. Секако, значи не само неврохирургијата, него и целата медицина има голем напредок и во лекувањето и оние технолошки нови електронски направи кои што го подобруваат лекувањето, и има една тенденција веќе подолго време да се оди на минимално инвазивни процедури и за диагностика и за третман, значи со што помала агресија врз организмот да се постигне оптималната цел во лекувањето. Значи тоа се применува на повеќе полиња. Значи едно од нив е и ендоскопијата. Да спомнам, има методи и без оперирање, што го викаат гама ножот, гама најф, тоа не е нож, тоа е зрачење кој што без операција постигнува ефект како да е опериран пациентот. Има ендоваскуларни процедури преку крвните садови да се лекуваат болести на крвните садови за кои што претходно требала операција. Има делување преку со внесување сонда во организмот, па со радиофреквентни бранови да се уништи некој процес и така. Сето ова без технологијата би било незамисливо, предпоставувам. Да, тоа се прати едно со друго. Значи, и сознанието во медицината и развојот на технологијата допринесува да може да се применуваат овие нови методи. Значи, ендоскопијата не е нешто измислено сега, тоа уште во антиката има, се спомнува дека некој ендоскопски методи некој применувал, и од тогаш е и самиот израз. Ендо значи внатре, скопија гледање. Со понатамошниот развој на техниката, да кажем, уште во 19-тиот век се развиваат средства со кои што со светло може да се внесе низ одредена цевка во организмот и да се види внатре некој процес кој што би можело така да се третира. Со развојот натака во 20-тиот век се развива и оптиката, и електрониката, и сознанијата за болестите, така да ендоскопијата е едно генерално име за таа метода, значи да се влезе во организмот преку што помал инструмент со оптика и да се види процесот и да се спроведе некоја терапевтска метода или диагностичка. Значи, ендоскопијата се применува на повеќе полиња и често пациентите прашуваат, да кажам, дали ние оперираме лапароскопски. Лапароскопија е нешто што народот го знае, ама тоа е за стомашната празнина. Значи. Да речеме, цистоскопија е за бешиката, другите ендоскопски методи зависи каде се применуваат. Значи, исто друго прашање поставуваат ласерски, дали било тоа, така го сваќат. Отишко Google си се едуцира, веќе прочитаме нешто на интернет, затоа после вие ќе го објасните. Значи, тоа не е ни лапароскопија, не е ни ласерски, за неврохирургијата, да кажем, на 3 полиња ендоскопијата би можело да се примени. Едно е во мозочните комори, кои што се шуплини, друго е развојот на спинална, викаме ние, значи на рбетниот столб, ендоскопија да се примени при третман на рбетниот столб, и највеќе што се применува ендоскопијата на трансназално, викаме, значи преку нос, да се дојде до базата на черепот, а преку него и до
базата на мозокот. Значи, нормално тоа бара развој на овие електронски и оптички девајси, кои што ќе ни го овозможат тоа и еден цел комплет на инструменти со кои што ќе може да се работи низ тој мал пат. А предпоставувам и колку што знам дека вие така и функционирате во Систина и огромен тим. Така. Нема дискусија за тимот, значи Дали може да не прочитате низ целата процедура од моментот кога ќе стапи пациентот во болница, од кога ќе го превземете, што се случува до самиот крај на операција? Значи нормално се почнува со анамнеза, што докторски, значи што е со пациентот, зошто се јавил, што проблеми има, па следи диагностиката, која што е од лаборатории до методи на снимање, тука доминантна е магнетната резонанца, компјутеризираната томографија, која ќе се постигне, значи, диагнозата, тогаш се постава индикацијата што може да се прави и дали е адекватна таа, пошто се зборуваме за ендоскопската техника, дали е таа метода на избор која што ќе се примени кај пациентот. Кај кого се применува, кај кого не, во кој случај се применува? Значи, доколку процесот кој што сакаме да го третираме се наоѓа на патот на кој што можеме да влеземе со ендоскопот, а тоа све повише и повеќе добива нови димензии и се зголемува бројот на региите кои што може да се третираат на овој начин. Значи, се влегува низ природните отвори на организмот, значи низ носот, значи носната шуплина, параназалните синуси, тие се поврзани со носната шуплина, и преку параназалните синуси се доаѓа до базата на черепот. Значи, тоа е коска. Черепот е коска. Ако е процесот на коска, се работи тука, ако не, се оди и понатака и се доаѓа, кога се отвара базата на черепот, се доаѓа внатре на мозочните структури. Значи, ендоскопот влегува низ нос, тоа е должина околу 30 см, околу 4,5 до 5 мм е печникот, има светло и еден цел комплет на инструментариум кој што служи да се работи низ тој мал простор. Значи, најчеста примена за оваа ендоскопија преку нос, трансназалната, е при процеси на хипофизата, значи тоа е жлездата која што и командува сите други жлезди за внатрешно лачење на хормони и пристапот низ носот оди право на таа регија. Се третираат најчесто тумори на хипофизата, што со себе носи и многу други медицински елементи до кои што треба да се уклучи целиот тим на лекари кои што тука делуваат, значи и анестезиолози, ендокринолози, невролози, офталмолози и така. И колку се чести еве конкретно кај вас во Систина овие интервенции? Значи јас Систина не би правил статистика за Систина, што не е толку битно за гледачите. Ако имате на ниво на држава уште на ниво на Македонија, мои видувања, пошто комуницираме ние неврохируршките институции, 50 до 60 пациенти годишно се адекватни за третман ендоскопски низ носот и тој број се зголемува затоа што се шират и индикациите. Значи, спомнав дека најчесто третираме процеси на хипофизата, меѓутоа со на техниката и стварање на ендоскопи со агол на гледање со различни агли, да може да се гледа и странично и горе и долу. Практички целата база на черепот и на мозокот може да се офати. Значи, од напред, од предниот дел, тој фронтален синус, преку средниот дел, етмоидалниот синус, па регијата на хипофизата, па потоа надолу базата на окципитална коска на регијата на кливус и до првиот вратен пршлен
Тоа е еден долг, да кажам, пат кој што може со ендоскопот, со аглите за гледање да биде прикажан и да може да се работи. Значи тоа е оската напред-назад, а се работи и оската, ние викаме латерално, странично, значи, така да се офаќа еден поголем број на процеси кои што порано требаше се отвара черепот одгоре. Тоа сега да прашам, без овој ендоскоп, како порано се изведувало тоа? Па некои процеси воопшто не можеме да ги третираме, а некои процеси преку многу покомплицирани и пооптеретувачки операции со отварање на черепот се третира, ние транскранијално, значи стручното е транскранијално, ова е трансназално или ендоскопската техника. Така да има доста полза пациентот кој што е опериран на овој начин, многу полесно поднесува интервенцијата. А што е со успешноста? Тука некој процент? Процент или неблагодарно се зборува? Процент е релативно, значи ризикот во секој случај на минимум е сведен. Ризикот е намален, има секоја медицинска интервенција, си има свој ризик и од општи компликации и од конкретни со самата метода. Значи има крварење, има инфекции, има анестезиолошки проблеми, алергии, што најразлични можности за компликации, меѓутоа, пошто е ова минимално инвазивно. Пошто мора да не ги кажете, ама не да не плашите, така? Секако кога ќе праша пациентот, мора све да му се каже и се намалува, значи и од оние општи проблеми што се јавуваат при поголемите интервенции кои што го оптеретуваат повеќе организмот и се со повеќе компликации, овде процентот се намалува. Успешноста е доста добра. Никој нема 100% успешност. Значи најголемите светски стручњаци признаваат во директен разговор дека никој нема 100% успешност и дека нема компликации и проблеми. Меѓутоа методата е многу успешна, многу поволна, многу полесна за пациентот. Тоа се доста тешки заболувања кои што се лекуваат. Закрепнувањето после тоа колку време трае, како? Или па стандардно е, сега ги држиме 5 до 6 дена пациентите, значи во почетокот имаат во носот тампони кои што се вадат после 3-4 дена, после тоа кој е све во ред, пациентот си оди и понатаму се следи сега. Тоа кажувам, ако е прашање хипофизата, се следат функциите на хормоните, тоа е ендокринолошка некоја дисциплина, потоа функцијата на видот е исто битна, пошто нервите за очите се веднаш над хипофизата, кои што може да бидат притиснати. Прашање на затварање на патот, каде што сме работеле, дали истекува од мозочната течност надвор, то треба да се затвори адекватно и така. Така да, меѓутоа, пациентите многу полесно и побрзо си се враќаат на нормалниот начин на живење во споредба со она што претходно било. Кажувам, тоа се тешки процеси понекогаш и на хипофизата, па и другите регии што ги спомнав, кои што, кажувам, порано и не ни можевме да ги третираме. Но ви прашам, за време на пандемијата постојано имаше загриженост, се плираше на тоа дека поради оправданото одложување, да речеме, на одење на доктор или во неможност, или пак чекавме некои други времења, дека кој ќе заврши пандемијата, дека ќе имаме влошување на здравствената состојба на сите полиња. Дали во вашиот делокруг веќе забележувате тој резултат, дали или допрво очекувате некој негативен бум, за жал? Негативен бум не би рекол, меѓутоа ковидот е болест која што некои ја класифицираат и во хронични болести, затоа што делува на многу системи. Конкретно на овие процеси ендоскопски што ги лекуваме, не толку, меѓутоа делува нормално на белите дробови, што е познато, делува на коагулацијата, делува на нервниот систем, прави разни воспаленија или пост-ковид состојби, кажувам, кои што еве сега се појавуваат и стекнуваме нови искуства, кои тој
тој процент делува на срцето, тоа се сериозни нарушувања и така да допрва ќе видиме што све направила. Она што е акутна фаза, кога пациентот има проблеми со дишењето, со температура, па тие проблеми со коагулацијата, сега народот многу често дискутира и димерите, кои што за нас ние и како доктори многу не ги коментиравме, меѓутоа сега тоа стана многу актуелно, али е битно во врска со коагулацијата на крвта, која што па може да направи проблеми, запушување на крвни садови во мозокот, во срцето и така. Така да ефектот на ковидот допрва ќе го видиме. Да се надевам дека ова тенденција се намали бројот, дека е крај на пандемијата, меѓутоа тоа никој не може да каже. Многу стручњаци даваја прогнози, па испадна дека не е баш така. Меѓутоа е доста застапено и во ние сме неврохирургија, доаѓаат невролошките проблеми тука и има доста пост-ковид состојби кои што прават нарушувања на нервниот систем. За самиот крај сакам уште нешто да прашам, што сите не тишти деновиве во секоја комуникација, а тоа е главоболките. Дали поради времево, се од една страна едни ги игнорираат, ќе се напијат апче, ќе им помине, други пак веднаш на најцрното сценарио помислуваат. Дали може да се каже дека е нормален периодов? Дали вие нешто забележувате кај вашите пациенти или... Периодот, ето имав дискусија со некои колеги од други држави, така, не е статистички обработено, ама гледа тенденција на зголемување на инфекции на разни нивои, значи делува и на имунитетот на човекот. Што се однесува до главоболките, директна некоја поврзаност со таа вироза, баш и нема се, нормално ако некој има температура, нормално ќе може да има главоболки, или ако не дише добро, па да страда и мозокот да има главоболки. Главоболки да се јават од најразлични причини. Во кој случај да знаеме која главоболка е она поради која што треба да се обратиме на доктор? Па сега ако го боли кратко време и нешто што проаѓа, нормално и не ни мора да оди на доктор. Меѓутоа, ако трае, ако е интензивна, ако оди со повраќање, посебно тоа е нешто дополнителен знак. Ако се јават посебно и некои знаци невролошки, нормално треба да се спроведе диагностика. Некоја главоболка може да биде и од низок и од висок притисок, може од воспаление на синуси да биде, може да биде од стрес некој, од замор, а често и не можеме да најдеме причина. И покрај се јавува пациентот на кој што му е тоа голем проблем, правиме комплетна диагностика и останува ништо, ќе пиеш аналгетици. Така да разни се причините за главоболки. Од главоболките откриваат и овие неврохируршки заболувања, тумори во мозокот, па и овие процеси за кои што зборувавме ендоскопски. Докторе, многу ви благодарам што одвоивте време за нас и за нашите гледачи да не едуцирате и на оваа тема. Сигурно ќе имаме и други теми во иднина за дискусија. Благодарам и на сите гледачи кои што беа ова утро со нас. Секако ви посакувам убав ден, уште поубав викенд. Останете со нас, следуваат најновите вести на Алфа телевизија. Благодарам, се надевам јас.